Проектот Скопје 2014 ја дочека и 2020 година. Спомениците останаа на нивните места и покрај најавите за уривање или за нивна дислокација. Предложениот детален урбанистички план за Малринг предизвика бура од реакции во јавноста и се чини останува да биде жежокостен во рацете на властите. Судбината на Порта Македонија и на споменикот на мајка Тереза е неизвестна. Владата укажува, работната група нема дилеми дека дивоградбите треба да се демонтираат, да се поднесат кривични пријави и просторот да се врати во првобитната состојба, но градоначалникот на Центар Богдановиќ чека документ, црно на бело. Не можеме да очекуваме мислење, треба да очекуваме акти. За мислење не може да постапиме ние. Треба да се донесе конкретен акт, што е тоа што одлучила дали владата, дали Министерството за култура или одредено друго министерство кое што се јавува како одобрувач на дозволата или давач на дозволата за градење или за изградба на било што, дали е споменик, дали е спомен обележје или како сакаме да го наречеме. Така да, од кој ќе ги добиеме конкретните акти, ќе постапиме. И додека градоначалникот чека, актуелната советничка и поранешна председателка на Советот на општина Центар, Јана Белчева Андреевска, смета дека нема потреба од тоа, бидејќи топката е во рацете на општината. Прогласувањето на дивоградби е се уште надлежност на општината и мислам дека општината предолго дозволува да имаме многу дивоградби со кои стимулира појавување и на нови дивоградби. Ова сега мислам дека е момент во кој ќе речеме не, дивоградбите треба да бидат обележани прво во планот дека се дивоградби, а второ по нив мора да се постапува. Петочлената работна група за анализа на последиците од проектот Скопје 2014 беше формирана пред 3 години од тогашниот министер за култура. Дел од неа е и професорката Донка Барџиева Трајковска, која за само прашај вели дека за споменикот на мајка Тереза констатирале тешка повреда на уставот и на низа закони, што потоа низ работата се потврдило и за Порта Македонија, чија изградба, како што вели, започнала со избор на идејно решение за скулптура. Анализата на документацијата, поврзана со постапката за нивна изградба, јасно упатува на непочитување, односно грубо прекршување на законите. Одовде е логично тие да бидат именувани како дивоградби и следствено така да бидат и третирани. При изработката на предложениот детален урбанистички план воопшто не се земени предвид елаборатите на работната група. Во текот на јавната расправа по предложениот ДУП до општина Центар доставивме забелешки и конкретни предлози за постапување со незаконски изградените меморијални споменици. Доколку не бидат испочитувани нашите забелешки и предлози, тоа ќе значи нивно легализирање, вели Барџиева Трајковска за само прашај. На иста линија беа и забелешките од Асоциацијата на архитекти, од каде посочија дека со предлог планот се дава институционална потврда и реафирмација на изградениот, но и на неизградениот дел од проектот Скопје 2014. Сепак, прашање е дали општината е доволно моќна сама да ја заврши оваа операција, или вистинската адреса е сепак на Илинденска број 2. Ситуацијата е комплексна, па и парадоксална, ако се има предвид дека планерот е истиот од предходно. Како преземат е одговорност за тоа што некогаш го вцртал. Истиот планер го имаме. Се тој го вцртал, сега ќе го избрише. Мајка Тереза цело време го доживуваме како допрва да ќе се гради. Тоа е изградено, уште фасада му прават. Јас сум изненадена дека и понатака тече градбата негова. Ни еден ден тоа ќе се тргнат скелињата и ќе видиме дека е тој готов. Че ние зборуваме за нешто што веќе е изградено. Тие објекти се сите изградени со некои одлуки на влада. Нека донесе владата одлука да се срушат сега. Владата побара од општина Центар да се земат предвид забелешките од работната група. На седница е констатирано дека постојат неспорни докази за прекршување на сите материјални закони за подигање споменици. Незаконските процеси на одлучување и подигање на спомениците и градбите од така наречениот проект Скопје 2014 резултирале со огромен број нелегални и општествено штетни споменици и други градби и скулптури без никаква културна или уметничка вредност, во најголема мерка во областа на кичот и лошиот вкус. Професорката Пенчич вели дека сите засегнати страни мора да седнат на маса и меѓусебно да соработуваат за да се дојде до прифатливо решение. Ние го пуштивме планот со една идеја дека мора да се испровоцира оваа ситуација, сите да реагираат, затоа што да се донесе одлука
само за едноставно бришење на парцели, а потоа да се појават сопственици, немаше доволна моќ и општината и немаше поддршка. Значи, ова не е случајно направено, затоа што видовме дека не можеме да пливаме во таа вода и не се согласувам дека е само ова одговорност на општината. Затоа, нека си ја преземат сите одговорноста и нека седнат на маса, зошто да плаќаат граѓаните на општина Центар оштета за нешто што го направила некоја претходна влада. Нека си презема одговорност оваа влада за тие или оштети сега. Документот предизвика бура од реакции, не само поради спомениците, туку и поради тоа што во него се предвидуваат нови згради, државни објекти, подземен паркинг под плоштадот, катна гаража кај собранието, што дополнително би го стимулирало сообраќајот. Владата во низата укажувања до општина Центар бара да се внимава и на бројот на жители, на сообраќајот, на зеленилото, за да се заштити јавниот интерес, со цел Скопје да се развива како одржлив и како модерен европски град. Ние забелешките во огромен дел се согласуваме и по нив постапуваме, но за одреден дел нормално мислам дека се пречекоруваат одредени ингеренции на размислување, односно давање на одредени мислења. Сепак има конкретно во планот кој е надлежен за што да каже, така да одредени мислења ќе бидат прифатени. Нормално за градскиот плоштад не може да одлучи владата, може да се одлучи градот Скопје. Дебатите покажаа што треба да се направи. Сега мислам дека треба да има политичка волја и храброст за да се исчекори, да се направи нов план со нова визија. По мене, мислам дека мислењето на владата дава ветер во едра на општината да направи една сериозна реформа во однос на планирањето на центарот. Малиот ринг е срцето на Скопје. Најголемите промени во него се случија за време на мандатот на градоначалникот Владимир Тодоровиќ, кога главниот град го облече барокното рубо кое го носи до ден денешен, а кое, доколку не се покаже решителност, ќе го носи уште долги години.